Здраво на сите, нова епизода на нашиот подкаст Нагости кај Прилепченец. Зашто се вика подкастот така? Тоа ќе го дознаете во последната епизода од првата сезона. Благодарение до сите оние без кои ова идеја немаше да се случи, првенствено до локацијава на која што снимавме, до пицеријата Верна 1990 и до Менде Младеновски, нашата логистика сите овие деној и до мајчино овде, до Бојан Илиевски, директора на фотографија и светло, до Јосиф Трајковски камера, до Љупче Тодоровски аудиопродукција, благодарение до сите пријатели, до стоматолошка ординација Караџовски, до пекара Алекс и до моје пазарче. Гостино за ова епизода ни гостуваше човеко со точак во срцето и со визија како Прилеп да биде во иднина град на точакот. Ни гостуваше Даме Димес. Најавени сме ние, само си правим муемет, најавите че ги снимиме, баш као ова, нека ни кажи Даме баш дека уште за, тоа ми беше интересно, значи уште за 80-тиве години, сега ќе го спомна, период пред 30 и појче години, 30... овде имало предвидено. Значи се размислувало дека треба да има да се предвиди некаков развој на градов. Дека се знаело дека автомобилите ќе доминира и доминирале и тогаш. Само соодносот, да речем, процентуалниот сооднос помеѓу автомобили, велосипеди и пешаци бил многу поинаков. Биле поблиски во бројките. Сега е драстична бројката процентуално гледано на корисници на автомобили, пешаци и велосипедисти. Сега поново имаме и јавен градски транспорт кој што гледам редовно го користи луѓето. И колку повеќе се вложува во таков јавен транспорт е толку подобро за сите. На пример, за 2020 година имаме податок за Државен завод за статистика, Прилеп има 19.000 регистрирани возила. Значи, да не правиме муабет уште 10 до 15% од со странски таблици, нерегистрирани возила. Значи, има Прилеп преку 20.000 возила кои што се движат секојдневно по улициве. Тие улици се формирани во 60-тите и 70-тите години на минатиот век и не се предвидени за толкав капацитет на возила. Значи, ние треба да размислуваме како град да најдеме алтернатива за движењето на луѓето, ќе речем. Не на автомобилите. Треба да размислуваме како ќе ги движиме луѓето низ градот. Како поефикасно ќе ги движиме. Оти со колите само ни се стварува метеж. Према мене јавен транспорт, велосипеди и пешачење. Автомобилите треба да бидат во некоја од тие пирамиди, во најдолниот дел од пирамидата, пошто ефикасноста е многу минимална, имаме голема потрошувачка за одржување, за гориво, губење време. Ние немаме на нашето поднебе направено колку време луѓето трошат во гужва, во чекање во автомобил. Например, во денешно време Прилеп има сообраќаен метеж вечен, како што Скопје на времето имаше метеж, ние не знаевме што е тоа метеж, ние имавме по 4-5 коли на раскрсница и тоа ни беше супер. И на некои од најпрометниве улици денеска во Прилеп игравме фудбал, па може да се случи пола сат, 45 минути со поставени камења да не помини возило. Точно. Да. Или сега имаш ситуација, чекаш на градска и те фајче семафорот 3 до 4 пати. Очу има премногу возила во сите правци. Прилеп е колку? 4 до 5 километри во најшироката точка? Толку е Прилеп. Немаме повеќе. Значи 4-5 километри ти можеш да ги поминиш за пола сат пешки или 45 минути пешки и наточак е за 10 до 15 минути. Ајде, ако се качуваме наред горе или на Варош,
ќе ни треба нешто фазла време и енергија, ама во рамниот дел, 70% од градов ни е рамен дел, можеме да функционираме безпрекорно, ако имаме соодветна велосипедска инфраструктура. Или помал број на автомобили, пак ќе речем, пошто согласно за законите, велосипедистите треба да се движат, доколку нема велосипедска патека одвоено, во најдесната страна од автомобилската лента. И тука си шибаш супер. И соодветна велосипедска инфраструктура, Да. ама и потребна велосипедска култура. Точно, значи стално еве со дечки од Прилеп на точек одиме и во неколку едукативни тури, ќе ги речем, по училиштава и се досега сме направили неколку во Блаже Конески, кај што му преме обука на деца како се вози велосипед. Значи кои знаци треба да ги дава, вртење лево, застанување, тргнување, тие се сите некои финти што ги има, што сме ги учеле како деца и сме ги забораиле. Сега деца нема во училиштата едукација за возење велосипед или надпревари за возење велосипед, па вртење лево, десно, па балансирање, па не знам, или бавна трка. Ние му организираме деца бавна трка, кој ќе би држи најдолго баланс и да не се движи напред, тука да стои вместо. Значи, и децата се интересно му е, воодушевени се, кога пак цело време не прашува. Така да велосипедската култура треба да се учи да се вроди кај децата уште од малецки нозе. Тоа треба да се делува. И невложувањето во таа велосипедска култура доведува до нивото на култура сега што го имаме. Ама се надевам дека новите генерации кои што идат ќе бидат малце посвесни во тој правец. Ќе му биде по-кул? Да. Значи, исто како што даваме знаци со автомобилите, велосипедската култура си носи своја сигнализација. Испружена рака десно, вртиме десно, краната рака со тупаница застануваме, спуштена рака со тупаница тргнуваме. Тие се неколку едноставни правила што треба сите да ги знаеме за да се движиме по улиците низ Прилеп. А дали имаш размислувано, еве конкретно за Прилеп, пошто рековме, значи две најдалечни точки, Добра? 5 километри, 6 километри. 6 многу се. Така? Да. Добро, нека биде 6, значи. Сега за толку мало место, рековме дека голем број на автомобили и сега на такво место тебе од Варош да дојдиш до Чаршија со точек само се пушташ и ти треба 10 минути. Ништо не си потрошил, си потрошил некоја калорија, што е плюс, значи си бил физички активен, ете ти малце спорт, ништо не си загадил, ете ти малце екологија, пак плюс, ништо не потроши во смисла финансиски, ништо не те кошташе, безбедно и на крај крајава кислород си дишеше, знаеш, не беше затворен. И сега имаш толку бенефити со нешто и ти земаш кола за да поиш на кафе од Чаршија од Варош. Усвари во куќа, не знам, имате 10 члена, пример, некоја многобројна фамилија, имате 5 коли. Точно. И секој оди со посебна кола до Чаршија за да пие кафе. Дали си размислувал од каде та култура дека е кул да земиш колата, да ја запалиш и да слезиш Чаршија да пиеш кафе, отколку да земиш точако и да се пуштиш и да возиш малце и да колираш и пак да стасаш до Чаршија и си спиеш кафенце. Так. Значи, Оти е по-кул со кола, оти не е по-кул со точак. не знам од кај ни се тие лоши навики, ќе ги речем. Значи, имаше најверојатно, ќе ги изречем, од тие западни земји, влијанието кај нас е многу големо. Конкретно Америка, таа е тотално автоцентрична држава. Од кај ни произлегува секоја фамилија да има по една, по две коли. Ние пласирањето преку тие филмови, серии, се и се што стасува до нас,
предизвикува да ги копираме тие некои стандарди нивни. Мислам, ние сме далеко према нивниот стандард, но се трудиме да ги следиме. Од друга страна, немањето на соодветна едукација и инфраструктура, невложувањето во соодветна инфраструктура, предизвика да ние се определиме да возиме автомобил. Еве еден пример, например. Ако ти градиш само улици по кои што се движи само автомобили, не ги преправаш тротоарите, не ги преправаш велосипедските патеки, не ги преправаш плоштадите, туку едноставно само тураш асфалт. И сега утре треба да излезеш и да стасаш од точка А до точка Б. Ќе тргнеш еднашка пешки, ќе видиш дека тротоарите не чина. Велосипедските патеки не чина. Единствено што чини е само асфалтирана улица. Нормално дека ти ќе другиот ден ќе излезеш со колата и ќе речеш ова ми е убајно, си возам по нов асфалт, си возам по ново се, не планирам да си ги кршам нозете или да си го кршам точако. Мене ми е нов асфалтов, ќе си ја возам колата. И готово. Тоа е една исто така многу битна работа, дека нашите донесувачи на одлуки вложува само во развој на автомобилскиот сообраќај. Никој не размислува, душа кај нас не можем да речем дека нашите донесувачи на одлуки го препознаваат точка како превозно средство. Кај нас го сметаат како спорт. Никој не размислува дај со точаков да стасам од точка А до точка Б, да појдам на кафе или туку вика бе чудам да извозам малце со точаков. Оти не појдов теретана, например сега со пандемијава имавме можност да видиме дека точаците се купуваја многу. Дури имаше недостаток и толку пораснаја цените, тоа е сосем друга тема. Само заради тие спортски активности, излегуваш, возиш точак, оти затворена ти е теретаната, не можеш да појдеш, не знам, на планина или возиш точак само за да се почувствуваш активен, ти седиш цело време дома. И долго време не е работено на политиката дека точакот е транспортно средство. Како што е пешачењето, како што е градскиот сообраќај, автобуски сообраќај. Значи, точакот може да ни биде најдобриот пријател во градот. Можеме да се ослониме на него. Не треба вложување. Велосипедската инфраструктура е најефтината што може да биде. Лесна е за одржување, не воза тешки возила по незе, така да оштетувањето ќе биде многу малце. Репарирањето ќе биде многу малце. Оти ние сите викаме ејде да се направи нешто ново. Да, ама никој не размислува како ќе се одржува тоа новото. Ова баш велосипедска инфраструктура не бара одржување, ки знае какво. Треба, ама не е дека треба да вложиш милиони денари во незе, туку едноставно таа може 10-15 години да траи. Ако е правилно направена, нормално. Пошто понезе нега за тенко и тони тешки превозни возила. Значи еден автомобил е тон до 2, зависи од моделот. Ако имаш автобуси 3-4, ако имаш камиони 5-6, веќе тони се движат по асфалтов. Зато секоја година една иста улица се преасфалтира. Оти не е претходно предвидена дека понесе треба да се движат толку тешки возила, и ние само клаваме асфалт, го фрламе, клаваме. А вака, со велосипедска инфраструктура ние имаме корисници лесни. Колку? 10 кила точако и најтешкиот 100 кила, 110 кила. Нема оштетување. Неспоредливо е. Значи, процентуалното делчето што ја даваме, например, за автомобилските ленти да се напра, значи 10% да се вложува само за велосипедска инфраструктура, ќе имаме ние прилеп ќе биде овдека. Јас сакам да го видам тој прилеп. Пак ќе речем, не можам да го видам, можам да го замислам. Да, значи јас се трудам да ја имам замислата, ја имам визијата и се трудам да извршам проекцијава на луѓето, ама сега за сега некако
Не ми успева се до тоа. Дали не ги Не прифаќа се секире, тоа е само она преоден период. Да, може. Период на инкубација. Кај што се крчка, се дури не се случи. Верувам во тоа дека свеста за велосипедиве понашки точациве така. Да, гледај, ние имаме потенцијал, можеме да направиме чудо во тој поглед. Како немаме ко најсреќни бевме ко ќе возиме точаци. Ја затоа ти го поставив прашањето, пошто ко деца овие сите типови што денеска ода со кола на кафе, сите возеа точаци. Точно. Како ги заборавивте вие точациве, што се случи во меѓувреме? Сега, значи Малце мислам дека за тоа е заслужно и општество и тие некои статусни символи. Знаеш, се точак као ништо тоа не значи ако возам точак, ако возам добар автомобил, тоа значи нешто за мене, ми додатна вредност за мене како човек. Као да има вреден повеќе. Точно е, кај нас уште во одредени ситуации точакот се гледа како статусен символ, што е тотално погрешно, и ако возиш точак ти си сиромашен. Не си сиромашен, баш напротив. Имаше еден градоначалник од Богота, са името не ми текнува, небитно, вика кој е богат град. Вика да направиш услов кај што човек со точак од 30 евра, по наше ќе го кажам, и човек со кола од 30.000 евра, ќе има исти услови за движење низ град. Тоа е богат град. А не да овој што има 30.000 евра кола да му даеш не знам каква инфраструктура, а овој другиот батали го. Не му обрнува никакво внимание. Тоа е паралелата што треба да се направи. Значи, ние ако имаме соодветна инфраструктура, луѓето сами ќе почнат да користат. Тоа е цел момент, дека некој политичар треба да речи да, јас ќе се посветам на обезбедување на соодветна инфраструктура како за пешаци, така за велосипеди. Ама прво мора тој да сака точаци. Се сложувам. Значи прво мора тој да сака точак, да вози точак за да се залага за нешто. Па нормално треба да ти биде во животната агенда. Оти даме не пропагира вакви идеи, а не е излезен од кола. Не, даме пропагира вакви идеи, не е слезен од точак. Точно, гледај, не ичам да видам, јас возам и кола. Океј. Нормално, ама 70% од времето, например на работа која одам, 70% од времето одам со велосипед. 5% одам пешки, остатокот го возам со кола. Оти врнело дожд, имало снег, немало услов да возам точак, морам се некако да стасам до работа. Другата опција е кола. Никој не вика немојте коли, готово Така, се. Ајде точно, да се врат. точно. Не, океј коли. И уште една работа, она со кафето, значи покрај колата што представува статусен символ, ние имавме една прилика кај што покрај местово за пиење кафе, ние имавме можност да си оставиме и колата. Долго време тоа се случуваше. Пијам овдека кафенци, папа овдека си ја гледам количката, побајна, не разбираш. И кога ќе излезам, кога ќе станам одма, сите ќе ме видат дека седам, дека влегувам во некое ново количе, некое ново BMW, некој нов Мерцедес. Тоа е тоа што беше и сега успел во животот. Да. Или татко му, без разлика. Сега ние точно имаме недостаток на паркинг места во моментов, ама не го гледам тоа како реално голем проблем. Например, наша чаршија беа научени сите колите ги остава тука, брзо купува и заминува. Јас ми сигурен сум дека тие сите дојчанчиња кои што беа опфатени со реконструкција на булевар, без разлика како е направено, сега дека има многу подобра посетеност отколку претходно. Пошто една мала како филозофија, значи ти кога ќе се возиш в кола, немаш време да ги разгледуваш излозите и да размислуваш
да влезам, да не влезам. Тука едноставно прошишуваш и заминуваш. Кога си наточак и пешки, имаш време и да ги видиш и излозите, и цените, и да влезеш да прашаш, и на крај да купиш. Значи, таа е предноста на достапноста на сите дујчанчина, продавници, маркети, па и аптеки, институции, до колку се подостапни за луѓето, толку повеќе ќе биде посетувани. Ако ти му направиш со колите да може да влезе внатре, ќе влеза двајца и тоа ќе биде. Нема друга опција. Вака има можност сите да стаса до твојов производ. Практичнава страна нешто. Иначе сем дали има посовршено превозно средство под сонцевон точак? Гледај, за мене не. Значи точаков ми за во урбана средина ми е идеално. Значи во Прилепјаве каква е таква инфраструктурата, ќе се потрудиш, ќе стасаш било каде. Има место, ќе заклучиш, ќе прошеташ, ќе се вратиш, ќе земиш, ќе се преместиш подолу, погоре, можеш да се снајдиш. Према мене треба уште многу да вложуваме во таа инфраструктура велосипедска, за да можеме комотно да се движиме. Тие 19.000 возила се стварно товар за сите, како за пешаците, така и за велосипедистите, и за самите корисници на автомобилите. Не ти дава едноставно да се чувствуваш комотно кога си по Прилепските улици. Ова може претенциозно е што викам дека не постои посовршено превозно средство, ама лично стварно пошто цел живот возам точак и само точак, јас сум тука малце порадикален, ја и филозофски имам пристап со точаков, тоа ми е некако и животна филозофија, пошто точаков вака кога ќе се вратам низ детство, секој има некои тешки, да речем, периоди кога ќе сум се качел на точак, значи сега сум на точак, возам и некако се е полесно. Полесно е, ова што се однесува там преска малце што начнавме таа емоционална поврзаност со нешто, ми значил така, затоа сум го засакал и готово, верен сум му до крајов на животов. Тоа е во мојот случај. Ама еве и во транспортов, значи рековме, денеска екологија, малце еколошки се освестуваме, не доволно, ама малце, ајде почнуваме да се освестуваме, ете ти екологија, ете ти малце и спорт, ете ти малце и медитација. Че сакаш да го смириш умов, ајде пробај да го фокусираш твоево внимание на двеве точки кај што двеве колца се допира со земјава. Пробај. Ќе видиш дека после 10 секунди ќе ти збега мислата, врати се, тренирај малце, ете ти малце медитација, ете ти малце спорт и илјада други предности. Бенефитите на точаков се широки. Значи, од добро кажа, екологија, не загадуваш, тука едноставно и помагаш на природата да се регенерира. Физичката активност што имаш со точако е неприкосновена за себе, ако гледаш. Значи, никој не ги гледа кај нас физичката активност како нешто што треба да биде земено во предвид. Точакот ти го дава тоа да трошиш калории, да не седиш цело време. Значи, здравието со возењето на велосипед никако не можеме да го поврзиме кај нас овдека. Никој не обрнува внимание. Например, имаше на студија во Холандија, пак спомна за концентрацијата. Деца што ода на училиште со велосипед и деца што ода на училиште со кола. Деца што ода со велосипед има концентрација до 5-6 час да издржа. Концентрирано да следа и да науча. А кај деца што ода со велосипед му треба време да се освеста, па да почне да биде концентрирани. За може да го научи нешто. Така да. Значи децава што ода со велосипед се далеку поконцентрирани на самите часови. Далеку.
Значи, да речем 50 до 60% подобро се справува со материјалот отколку други деца што ги носа мајка ми и татко му со кола. Многу интересна студија. Да. Многу интересни Многу резултати. интересни резултати се тие. Например, јас, еве, и со сопругата, редовно викенд иди, се качуваш на точак, одиш, се движиш. Неопишливо е чувството, се качуваш едноставно, ги забораваш проблемите што си ги имал. Се релаксираш, се враќаш, си ги наполнил батериите, почнуваш понеделник, нова недела да се бориш со секојдневните проблеми што ги имаш. Малце сега ги спомнавме деца и студија во Холандија. Ајде детството твое, малце да ни кажеш за таа атмосфера, за детството твое и ме интересира дали сеќаш на твојот прв точак. Да, значи ќе ти кажем и за првиот точак. Детството, значи јас имав супер детство, цело време на улица. Таа беше, немавме... Значи цело време на улица е супер компјутери. Детство, да. Деца. Точно. Немавме компјутери, немавме ништо. Имавме топка, имавме кош, што сами го направивме. Имав точак, пони, ми го предаде тетка ми, незин бил, тај не го користеше и имаше двете гуми беа дупнати. И знам, првиот контакт беше, го извадов, го измив од цревото, и татко ми ги залепи двете гуми и го возев точакот може 2 години и поните беа, не знам дали се сеќавате, на средина имаше како за да можеш да го склопиш. Се склопуваја, на пола се превиткуваше. Толку многу што се возевме, се качувавме по еден, по двајца, по тројца некогаш, го скршив на полања. Па всичко ми откарши зеде апаратот за заварување ми го завари и продолживме да го возиме точак уште неколку години. Лично мој точак прв пат, татко ми го купи. Сега да се сетам, 10-11 години може имав и ми го донесе жолт. Беше само толку знам дека беше жолт и беше голем за тие години. За мене беше многу голем. Ми се учев тоаш предна задна кочница и претходно беше со контра, нели? Пониот таков е. Да. Имаше и лево и десна кочница, па која е напред, која е назад. Малце координација и се до пред некоја година го чував, па му го дадов на еден братучет мој за да продолжи да го вози. Значи од најрано детство, да, тука е присутен точаков. Гледај, барем мојата генерација имавме сите точаци, сите можевме да возиме и ни беше присутен точакот. До продавничка одевме со точакот. И то се оние моменти сега се собираме, сите идиме со точаците. Пуштени сме во радиус од 200 метра, ама не му кажуваме, чај малце низ градот. Малце подалеку се посетаме, да. Тоа е моментот, значи слободата што ја имаш со точак е може да е кидниш, брзо да се вратиш. Да, значи ненормално многу точакот ти дава слобода. И на движење и на чувства. Значи и тогаш и сега можем да направам некоја паралела, она што го каже, на точак сум се чувствувал најслободен. И сега се чувствувам слободен. Еве, сега дојдов овде на точак слободен, без грижа дека нема кај да го остам точако, дека не знам. Чувството на слобода точакот ти го возможува да едноставно да се шири само. Значи тоа се првиве спомени. Да. Ајде сега кажи ни малце за ова. Значи основно, средно, тука како поминуваш, средно, кај учиш? Средно гимназија. Ти се занимаваш со архитектура? Архитектурата дојде спонтано последната година во гимназија. Татко ми дома архитект и инспириран од него. Малце та твоја страна, кажи ни. Да. Малце таа страна. Татко ми архитект и цело време во контакт со него, покрај него, во слободното време. Едноставно се заинтересирав за архитектурата. После тоа, откога се запишав на факултет, ми се разви желбата за урбанистичкото планирање и сега во моментов сум насочен конкретно на урбанистичко планирање. Тоа подразбира изработка детални планови, генерални планови. Тоа е претежно во
како да речем, креирање на услови за живот во населените места. Со тоа се занимаваш сега, работиш на такви проекти. Такви проекти ми се тематиката. Имав магистерска студија, имав направено одржлив транспортен модел за град Прилеп. Тоа би беше така малце по насочено во однос на велосипедот. Пак велосипедот и тука. Центар би беше земен велосипедот, како преку велосипедот да се стаса до поодржлив транспортен систем во Прилеп. И тој проект постои? Како проект се уште не е развиен на ниво на проект, се како концепт, како идеја е развијано. Ама пак ќе речем треба некој со храбри одлуки, што ќе превземе барем дел од тоа што ги имам јас како визија за Прилеп, да го спроведи. Пошто крајната цел на секој таков магистерски труд е да биде употреблив, а не да стои само на хартија. Мислам дека имам успеано да го развијам тој концепт за да дојди ти, и да бидеш донесуваш на одлуки во градов и да речеш сега ова е момент да го спроведиме и да земиш да прочиташ, да речеш ова го сакам. И ова е толку едноставно прикажано и образложено да дете од 5 години да види да знае дека ова вака треба да изгледа. Ова е велосипедска инфраструктура, ова е начин на кој што треба да биде. Така е образложено во... Значи, доколку некој препознае важност од ваков вид на проект, значи проектот е тука. Само е. Бара поддржувачи, бара пријатели и бара луѓе што донесува одлуки, ама истовремено што сака и возат точаци. Точно. Значи, како ќе го кажеш, изгледа, звучи многу дека треба да се поклопа коцките, ама тоа е толку едноставно. Секој градоначалник може да се посвети барем мал дел од својот мандат да посвети на подобрување нови услови, може да направи многу за градов. Дали една од идеите со движење во Прилеп на точак, ајде сега таму да одиме, е и тоа да можеш општествено и друштвено да бидеш повидлив како човек со идеја, човек со визија, за едноставно да те слушна, да те вида. Дали една од идеите со Прилеп на точак да се скрени внимание поорганизирано, да се вклуча луѓе во што ги препознава нештава? Точно. Да. Кажи ни за Прилеп на точак малце. Прилеп на точак фактички критична маса. Целиот момент е тоа да се скрени вниманието дека има одреден број на луѓе кои што има потреба од нешто друго. Значи во случајов ние имаме потреба од соодветна велосипедска инфраструктура. Безбедност, да можеш утре ти и твоето дете и децата на сите останати слободно, без да страхува да излезе од дома и да стаса безбедно на училиште, да стаса безбедно на кино. Било каде. Значи тоа е идејата на Прилеп на точак. Сите да има рамноправност. А кој е почетокот? Како настанува тоа? Малце преска почна, ама ти реков задржи? Да, почнавме со тоа, значи Прилеп на точак почнува 2014 година, мај месец. На група на прилепчани преку Твитер се организиравме да започнеме критична маса. Се вклучува дечките од Наточак Скопје. Вика супер, идејата ви е супер, ние почнавме, ни треба поддржувачи во другите градови во Македонија, да си се најдиме истомисленици, че дојдиме ние со точаци, се качуваме во воз и идиме за Прилеп наредниот ден. Неколку души овдека се собравме, стандардно се чекаме кај споменик Александар Македонски кај Зидо. Почнуваме и завршуваме секогаш тука. Од тука се собравме, возевме низ Прилеп и од тука се појавија неколку души кои што се
чувствувавме како одговорни во однос на целата таа група и рековме од се почнуваме секој месец, по секоја последна среда во месецот да се собираме и ова да го промовираме на некој начин, да го туркаме како визија која што сакаме да ја има нашиот град. Значи идејата е сите да бида рамноправни во сообраќајот. Да нема без никаква препрека секој да може да стаса од точка А до точка Б. Тоа е најидеалното нешто што може да биде. Во тој период Прилеп наточак не беше препознат како иницијатива. Имавме многу дофрлувања, свиркања, дори имаше и мал инцидент, ќе го речем, возач на автобус ни се втера во самата група и настана хаос цел тука. Ама лесно, се снајдовме и изманевриравме. Па имаше во тој период беше малце превривање со политика, со едно со друго, па имаше дофрлување, од која партија возите? Мислам, не Оти колони, коли, тоа е нешто што можеме да го разбериме се што прави точаци. Така, значи, кај нас ако има нешто гужва и одма се поврзува дека ова мора политика да биде. Политичка партија нешто прави. Не. Значи, ние сме луѓе кои што имаме поинаки потреби надвор од политиката. Значи, за ова да го имаш не треба да бидеш политичар, ти треба да бидеш свестен граѓанин кој што да речеш да бе ова мене ми треба. Ова му треба на сите во општеството. Здрава животна средина, подобро здравје, помали животни трошоци, тоа ни треба на сите. А не по политиката. И тргнува Прилеп наточек тоа да го тргнува да го прави, го промовира и почна да станува препознатлива иницијатива. Почнуваме да добиваме повици за интервјуа, имаше исто иницијатива Мрдни со прст. Тие како поголема така не препознаја и ни гостуваја, па во една прилика имавме, го поканивме и амбасадор на Холандија како земја на точаците, господинот Плумп, така беше. Ни беше гостин, ни кажа некои наивни идеи како беше овде во Прилеп да се дружи со нас. Да, беше да се дружи со нас и еден ден цел. Да, мислам цел. Дури беше таа како роденденска критична маса не беше организирано и баш за четврти или петти роденден мислам дека беше и не посети го поканивме и ние потврди поканата дека ќе присуствува на роденденска, па не се поклончи да наваму на тоа, знаеш. Како го доживеа тој Прилеп, може да се сетиш вака на комуникацијата што ја имавте со него? Мислам, тој имаше и претходно дојдено во Прилеп. Не му беше прв пат, ама прв пат му беше наточак да го види Прилеп. Тој е изненаден како има толкав голем број на корисници на велосипедот, а толку малце услови за користење на велосипедот низ градот. Толку многу возила, толку многу се, и реално и во тој период веќе 2018 има Прилеп многу велосипеди. Се користеа секојдневно. Вика ви се чудам, оти не се насочувате, беше и поканети градоначалникот присуствуваше во тој период. Оти не се насочувате во вложување во велосипедска инфраструктура. Има Прилеп потенцијал. Имате река, имате рамна, да речем теренот е доста рамен, како што ви кажа и претходно 70% од Прилеп е отприлика рамен, релативно рамен и е идеален за поставување на велосипедска мрежа. Значи амбасадоров се дружеше со вас наточек се возевте низ Прилеп? Низ Прилеп. Па добар сат се провозивме наточек скоро сите централни улици ги поминавме. Добра тура е тоа за странец. Да. Добро, гледај се, за него тоа е добро попладне, разбираш. Тие холанџаните се, да речем, наточак родени. Нема дистанца 10 до 15 километри е секојдневно комјутинг, што вика англичаните, до работа
10-15 километри Нормално. нормално нешто. Тоа е никој не помислува дека треба да запали кола за 10-15 километри. Ние за помалку од километар палиме колата за да појдеме до Тинекс, да појдеме до не знам. Значи што каде. се однесува за материјално се работи за луѓе 3, 4, 5 пати подобро материјално ституирани од луѓе на балкански простои. Точно. Точно не му иди на памет. Ама нема, значи, пак се речем, финансиската страна од финансиските придобивки од Точеко се многу големи. Значи, самата цена на горивото во моментов ти кажува се. Колку треба да потрошиш за да стасаш сега во случајов да најдеш паркинг место. Се треба 2-3 круга да свртиш низ центаров на Прилеп за да најдеш паркинг место. А вака со Точеков имаш можност одиш, застануваш, заклучуваш и веќе го пиеш кафето за помалку од 5 минути. Не, споредливо е тоа. А со сега како сте рековме од 2014 активности, идеи, Активности во моментот планови. со целата ова пандемија малце и стагниравме и со активностите при Леп на Точек. Нормално. Треба да бидеме малце и општествено одговорни. За време на пандемија не можеш да организираш настан дека што има присуство на многу учесници во таа критична маса. Само едно мала навраќање. Сме имале критични маси со двајца и сме имале критични маси со 200 и кусуро учесници. И сега да се случи на пример при Леп на Точек да биде ајде кластер. Да. Нечиме да си дозволиме такво нешто. Се надевам сега, пошто ни престојат локални избори за градоначалник, че се насочиме сега во следниот период да ги дознаеме програмите и идеите на градоначалниците, да ги подсетиме дека нашата визија за Прилеп каква е и да му ја презентираме. Па се надеваме дека дел од нив ќе ги успеат да ги врадат во нивните програми и тој што ќе добие на крајот дека ќе има барем еден дел од таа програма ќе ја се реализира за Прилеп да добија подобри услови за возење велосипед. Како мислите тоа да го направите со кандидати за градоначалник, да ги викнете Па да, и да ги викнете на Точек малку да се подружите? Точно. Пред 4 години имавме таков настап. Значи ги поканивме во тој период 20 кандидати за градоначалник. Се повозивме, се запознавме која е идејата на Прилеп на Точек и што очекуваме дека треба во иднина да се случи. Штета еден од градоначалници, од кандидати за градоначалник беше присутен, другиот ја одби поканата. Но се дупна гумата на други. Не добивме соодветно објаснување, како и да е. Се надевам дека сега ќе имаме можност да се запознаеме, баш денеска прочитав, имаме 5 кандидати за градоначалник, па сега ќе треба некако да ги видиме кои се, да се запознаеме и да видиме што има да понудат тие, па да понудиме ние што можеме да му се најдиме и така. Па обавезно ќе се подружиме со нив по Прилепските улици на Точек. 5 потенцијални велосипедисти. Да. Тоа е добар тест за еден градоначалник. Да, дефинитивно. Со тоа би испратил добра порака, ама не само да го вози Точаков дента со вас, туку полека, доколку не го користи Точаков секојдневно, зошто и тој кај себе да не направи некои промени и да си оди градоначалника во Прилеп на работа со Точак веќе. Значи, има, не знам, зошто, пак се враќаме на статусниот момент, на статусниот символ што го носи, како е разбран Точако кај нас. Дека тоа е превозно средство на сиромашните. А никој не го гледа, не го препознава Точако што представува тој. Она бак што го кажавме. Се грижи за животот на средина, се грижи за јавното здравје, се грижи за сопственото здравје, се грижи за финансите, така да никој не го гледа Точако преку таа призма, преку тие призми неколку. Сите го гледа како статусно
како статусен символ на некој што е сиромашен, да речем. Па ние го гледаме така. И ако оди, ако градоначалников со точак на работа, ќе биде добре дојден и кај нас. Ако не оди, нема да биде добре дојден. Шала на страна, усвари полушала на страна, со ова се, кој што рече, со прилеп наточек, за иднина. Значи, Прилеп наточек продолжува со активното действување, да речем. Значи, ние сме најмногу застапени преку Facebook и на терен. Секоја последна среда во месецот се организираме, возиме, така да Од граѓаниве, од некои привредни субјекти, поддршката, ако во смисла на институции или па и на институцијата некој да се заинтересира, може за некоја акција, па и некое спонзорство. Во секој случај да се усмера ресурсите на промовирање Гледај, сме имале така, на велосипедизмо и како стил на живот, не само како превозно средство. Така, значи ние како Прилеп наточек того се трудиме да го промовираме како стил на живот. Значи се трудиме колку што можеме сите да бидеме наточек, нормално во границите на можностите. Пак ќе речем 70% од времето кога одам на работа, одам со точак. Сопругата исто. Тој лајфстайл што сакаме да го гледаме кај сите млади луѓе во Прилеп. Па и кај повозрастните. Јас последниве од 11, последниве 10 години на некој начин му наметнувам дома да што почнем да го користам точак. Аха, користиш некои софистицирани манипулативни методи? Не. Кажи ми што делува. Ништо, го земаш клуче и го криеш настрана од Значи ништо софистицирано. Ништо софистицирано. Не, едноставно само даваш предлог, пробај и види. Ако те бенди сарно, ако не, никому ништо, нема зијано од да се проба да се види како може да функционираш во градов. Значи татко ми има скоро 70 години, така да и се уште го користи точак за довдедон да ше би рекле Прилепчани. Ете, малце од кај си прибрал. Да. Значи родитело. Гледај, сите сме се огледуваме на родителите. Тоа е факт. Колку сакаме да речеме дека не е така е. Значи како што рекле, крушата под круша паѓа, не може да појде подалеку. Така и символично, како таткото на градо, идниот градоначалник, кој сака нека е, дај да се огледаме малце на тебе што се однесува за велосипедизмов. Имав прилика да учествувам на една велосипедска конференција во 2017 во Холандија се случуваше, по некоја случајност. На чинов на отворање на конференција на започнување, крало на Холандија со кралицата ида наточек. Крало со Холандија иди наточек. Да. Крало на Холандија со кралицата и децата, не се сеќавам, дојдеа со точак, го паркираја, влегоа внатре, пресекоа лентата и се случи нештото што се случи. Мислам, сите гледаме по социјални мрежи за премиерот на Холандија. Значи, тој оди наточак, цело време си е наточак. Да, кој има некаква, наречам, како му се тие службени посети од функционери од други земји, може има автомобили, али секојдневното движење на работа, од работа и во посета на други институции му е наточак него. Значи, тоа е огледувањето на функционерите, треба да бидат тие што ќе ги носа промените во општеството. Тие се лицето на граѓаните. Ако тие се пример за нас, ние ќе се огледаме на нив и ќе ги копираме нивните дела, да речем, на терен. Значи, ако градоначалникот користи точак, јас сигурен сум дека барем 10% ќе се зголеми број на корисници во Прилеп. Сигурно. Сигурно. Ти со самото тоа што прво испраќаш човек, обичен човек сум. Порака, обичен човек сум. Немам потреба некој да ме вози, не ми треба мене личен шофер. Јас сум си личен шофер.
Јас сум си личен шофер, Да. значи немам слуги, нешто обичен човек сум. Да. Од друга страна на тој прејаз кај што го спомнавме со колава да го вида, чекаме. Така е. Еве го, овој вози точек. Да. Значи кул е да се вози точек. Кул е. Кај и мене ми е кул да возам точек. И Ма, тоа е се толку прави. едноставно. Климава. Да, толку е едноставно, значи треба пак се речем, донесувачите на одлуките се најбитните во случајов за една држава или еден град да добија велосипедска култура. Прилепче го замислиме како Па јас си го замислувам цело време и се стремам да се реализира таа замисла. еден ден може да не замислиш цел Прилеп да излеземе со точенци на улица. Не би сакал цел Олти, прилеп. олти баш денов на точаков. Не, се смеам. Значи супер би било. Супер би било. Неверојатно би било. Од 7 до 77 сите да биде наточак би било идеално. Значи сакам сите од прво одделение да можеш да се качиш на точак и да појдеш безбедно да појдеш, да го оставиш точакот, да научиш што имаш дента за учење и пак безбедно со точакот да си дојдеш дома. Тоа е нешто најидеално што можам да го замислам. Значи, ако имаме таа безбедност за децата сами да се движат по улиците, не бараме поише. Нема да му ја мислиш, делеле. Ете така. Значи, јас ко растев на 7 години само одев по улица, ама немавме 19.000 возила. Имавме 4-5.000 во тој период. Ама сега имаме 19.000, статистика вика. Во 2014 сме имале 13.000 возила, во 2020 имаме 19.000 возила. Значи, секоја година се зголемува се за по 1000 плюс, 1000 плюс. Сега имаме семејства со 2, 3, 4 возила, секој член си има собствено возило. Безпотребно. Наместо да имаме по 2-3 точаци, ние имаме по 2-3 коли. Пак ќе речем Холандија, друга култура, друго се, ама тие има поише точаци од жители. Ма добро, тоа го граделе, тоа не е преку ноќ кај нив. Точно, значи велосипедската култура почнува во 70-тите години од минатиот век во Холандија. Значи има слики кај што Амстердам е заглавен со автомобили. Значи да не можеш да мрднеш. По неколку инциденти во кои што загинува деца, во неколку месеци ми се чини дека 10 или 15 изгазени деца има и самите граѓани се крева на нози и организира протести. Организира критични маси, организира се и се што. И седнува политичарите и вика, луѓево се буна, време е нешто да смениме. Нешто што да смениме, ништо вика, дајте точако да го вратиме, пошто и претходно тие биле земја во која што се возело точаци исто како кај нас. Ама автомобилската индустрија ги надмудрила сите, му ја наметнала колата дека као да еме куле да возиш цело време кола и тие се префрлили на коли. Ко почне да загинува луѓе, како што и кај нас се случува, ама уште никој не превзема ништо. Секој ден имаме па некоја собраќајка со повреден, загинат, како и да е. Кај нив се случило, загинале 10-15 деца во еден месец. Луѓето се кренале на нози и рекле доста е. И полека, значи од 70-тите е колку? 40 години тие вложува во таа инфраструктура, во таа не култура, не инфраструктура, култура. Паралелно. Да. Паралелно. Се надополнува цело време. Значи си вода статистика, си вода евиденција за се што се случува, истражува која е поефикасно, која не е поефикасно. И тоа е. Значи тоа е собрајче жива материја, има развивање. Еден жив организам е собрајче. Кај треба да се пропушти, кај треба помалку да се пропушта, тоа е цела наука. И не можеш секој со тоа да се занимава и да носи одлуки, тука треба професионалци во таа сфера. Јас сигурен сум дека во во поднебје имаме професионалци во тој правец, што може да соодветни професионални, стручни професионални насоки како да се развива градот во тој правец. Само пак ќе речем,
Донесувачите на одлуки треба да бидат заинтересирани да се смени нешто. Да се смени размислувањето. Значи, ако само на еден човек се смени, мислам дека може многу да се постигне. А замисли, ако цела држава, цела национална стратегија се насочи во развивање на алтернативен сообраќај. Прекрасно. Идеално би било за сите. Значи, еве го слушнавте даме шо какви визии има за Прилеп. Значи, шо му мисли на градов, како го гледа. И то сето е остварливо. Ама, ни треба критична маса за да го остварим. Ни точно. треба некој да не слушне. Точно. Значи, ни треба цел Прилеп. Јас се малце карикирам, ама замисли излегуваме сите со точаци, па не можеш да не слушнеш. Па да. Значи не можеш да не заобиколиш, немаш тука ни да Не. пробаш да избегнеш, туку мораш да се соочиш со нешто Точно. и че седниш со даме и даме ќе ти кажи Точно. може вака, овде е добро, овде не, ајде да седнеме да направиме нешто. Да видиме како сакаме Прилеп. Прилеп наточак тука е за сите. Тука е за Прилеп. Значи, да го направиме Прилеп по-убаво место за живење. Тоа е Прилеп наточак. Не е само мене да ми биде убаво. Или на Тоци, или на Борче, или на Киро. Ми тука е да му биде и на Игор, и на Менде, и на Златко, и на сите да му биде убаво. Како ќе ти кажав, од 7 до 77 на сите да му биде убаво. Тоа е Прилеп наточак. За тоа се бориме, за сите да бидеме рамноправни во нашиот град. За слободно да се движиме. Тоа е идејата на Прилеп наточак. Значи во Прилеп не ни треба летачки автомобили, не ни треба Space Shuttle. Не ни треба Ништо, со точаци може да се ни функционира. треба, да, нас ни треба рамноправност. Колку што има му се посветува внимание на автомобилите, толку да му се посветува на пешаците и на велосипедистите. Тоа е тоа што го бараме. Значи Прилеп наточак ако дозволи сега пандемијава, ја продолжува борбата. Ние ќе се бориме до максимум што можеме за да Усвари, тоа не е да ме ни борба, тоа е стил на живот, тоа е не знаеш, што како да речем, да, стил на живот е. приклучи ми се ако Да. почнеш да резонираш со мене. Така, точно. Ако сватиш, ако препознаеш. Ако препознаваш добра идеја, вклучи се, поддржи ја идејата, подобро ќе биде за сите. Можам да замислам. Знаеш, на цел овој свет се овде што е прво чашава, па маса или микрофонов, сигурно прво бил замисла во нечи ум. Значи Да, не да. постоел надвор. Сето ова е прво идеја. Нормално, Така, се почне е со прво идеја, ама таа идеја може да биде и реалност. Многу лесно, многу лесно. Значи, еве, обкружени сме, например, со такви примери дека нештата може од идеја да стаса до реализација. Само треба да волја од самите граѓани, од самите политичари, за да се реализира идејата што има Прилеп наточак. Уствари, тоа не е од Прилеп наточак, тоа е идеја за подобар Прилеп. Така ќе го речем. А пошто не е само локална и глобално ги посто такви иницијативи, критични Да, маси, значи се работи за глобално движење. Глобално движење е тоа. Значи, во Македонија еве имаме покрај Скопје Прилеп, Битола е тука, Струмица имаше еден период, Штип, Гостивар. Така да низ цела Македонија имаме иницијативи наточак. И сите на некој начин се активни во некоја поле, во некоја сфера од нивниот локален живот. Дали со критични маси, дали со лобирање, дали со споделување на интересни статуси на социјални мрежи. Некој се има посветено на таква битка. Ние се посветивме на тоа да имаме критични маси.
Еве, Битола и Скопје, на пример, до пред некоја година имаја таков начин на делување. Сега има, на пример, неколку пати во годината се состанува на таква критична маса. Другото сето му е префрлено на лобирање и пишување на поттикнувачки статуси, да речем. Кај нас мислам дека повеќе делува тоа да излезеш како бројка да видиш дека има луѓе што тоа го бара, отколку да читаш некој да те чита на социјалните медиуми. И тоа е самиот корен и идејата на критичната маса преска, што спомнавме како е настаната во Кина. Точно. И ова исто со Сан Франциско, како едноставно Движењето, од бунт затоа што не ги почитува, се собира, Точно. се зголемува групата и на крај градоначалникот во Сан Франциско сакал или не мора да седни со нив и да ги слушни и малце да му ги подобри условите. Всушност тоа е историјата и тоа се шири. Тоа се шири и веќе нема град, мисля, чини во Европа, преку 150 града низ светов се случува. За Европа да не преминуваме. Низ цел свет 150 града има редовно, има веб-сайт кај што има агенда, тоест табела во кој град, во кој ден од месецот имаш критична маса. Можеш да учествуваш на сите. Има Белград, има Нови Сад, има Љубљана, има Загреб, во локални Тирана. Имате контакти со некој? Не ние, пошто Скопје се води како... се води. Скопје е како постара иницијатива и ги има контактите и преку нив можеме да пристигнеме до контакт со било кој. Имавме пред 2 години една иницијатива во соработка со Белград, ни донесоа едно платно црвено со велосипедска ознака, на него. И не знам дали се сеќавате во тој период, дали го следевте Прилеп наточек, имавме како мал перформанс направено, колку простор би зафајчала велосипедката. Беше некој 50 метра долго платно, го поставивме покрај улицава, да се види колкав простор би зафајчала велосипедскава патека. И беше доста успешно и луѓе заинтересирано, па возеа понезе, па се сликавме, па интересно во секој случај, за да се види дека велосипедската инфраструктура не завзема драстично многу простор од тоа што сега го имаме. Доволно е само една четка и боја и еден денеска да земи и да помини, да речеме ова е велосипедска инфраструктура. И толку е, реално толку е, за почеток доволно е. Ние да обележиме само, да одземиме мал дел, да направиме road diet, што терминов, да направиме стеснување на коловозните ленти, да обезбедиме барем 1 метар за точаци, да видиме како ќе функционираме во иднина, колку ќе биде искористена таа и колку ќе биде почитувана, и после можеме да размислуваме во правец на одвоени велосипедски патеки, оградени велосипедски патеки, велосипедски улици да размислуваме, па коридори за поврсување на локалните населени места, веќе правиме муабет за нешто понапредно, а не е толку неостварливо и во наши услови. Мали чекорчина, baby steps треба да направиме, за да може да тргнеме од мртва точка. Старана кинеска или јапонска поговорка, значи пато од 1000 чекори започнува со еден. Со еден, точно. Да ме кажи ни нешто ако не те прашав или сакаш неврзано, ајде за тема, иначе морам да ти признам, многу сум среќен ти со некого на ваков начин правам муавет за точек. Така. Ништо, мислам на гледачите, слушателите, само една препорака да се труда да може да го користа велосипедот што поише. Значи, да се потруда, да вида колку ќе биде поисполнети, позадоволни, посреќни во животот. Имаше на Твитер еден
така, како, ајде, меме да го речам, пошто ќе знаеш дека велосипедисто е среќен. Вика по бубачките на забите. Цело време возиш, се смееш и бубачките ти се лепа на заби, ама не ти е гајде едноставно. Тоа е... Па ретко гледаме тажни луѓе на точак, реално. Да. Нема. Значи, гледај, со наточак, барем јас сега така го замислувам и го доживувам сето тоа. Се движам по улициве или надвор по низ селава, ако ќе возиме со друштво, поминуваш и можеш да ги забележиш луѓево. Да го видиш, да му си спулиш во очи, имаш доволно време и да возиш, и да му си спулиш, и да искомуницираш, да направиш некоја гестикулација, да се поздравиш на некој начин, да видиш дали е среќен, не е среќен, да буквално можеш се да препознаеш во лицето на луѓето. Движењето пешки и точако се многу блиски едно до друго. И во самата брзина на движење и моментите да ги забележиш луѓето директно во очи, да му се спориш. Ако си в кола, мораш да се сконцентрира напред и не забележуваш никој друг ти, осем луѓето. Сосем поинаква и филозофија и телоположба е колава и брзинава неизина, значи сосем за поинаков свет се работи. Точно. Ова е некако еволуцијски многу поисправно. Точно е тоа. Значи поблиски се луѓето и наточак и пешки поблиску се, како да речам, еден на друг си се поблиски. Попријатни, помирни, попитоми луѓе се, како да речем. А малку ќе влезеш в кола, почнуваш да стануваш малце посебичен, мислам. Поагресивен. Не знам, мислиш дека со автомобилов треба да имаш предност секаде, дека ти си главен по улиците и треба сите да те почитуваат тебе. Не знам, таа е некоја филозофија што го пропагира автомобилот. И таа е цела автомобилска индустрија. Филозофија на Точаков, значи усвари светов не мора да го спасиме, да го спасиме светов. Спасен е светов, значи само да не го ништуваш. Спасен си е светот, таман си е светов. А со Точаков, хипотетички, замисли сега цело човештво од утре на Точак. Немаш загадување. Значи имаш кочница на ова самоуништување денеска што се случува глобално. Буквално на кочница. Бам. Значи, замисли колкава индустрија е само производството на фосилни горива. Значи, тоа е огромна индустрија, огромно загадување, огромно количество на јаглерод што се испушта во природата, во атмосферата. Па баш като производство на автомобили, производство на интериери, пластика за автомобилите. Се да не навлегуваме во новиот тип на електрични возила. Батерии, кадмиуми и се што. Значи, сега пак автомобилска индустрија завзема некоја водечка сила во мисла, водечка мисла во електрични автомобили. Немек еколошки. Тоа тие точно не испушта издувни гасови, ама да стасаме до точкава да не испушта издувни гасови, повеќе загадува производството на електричен автомобил, отколку еден автомобил обичен на фосилно гориво да работи 10 години. Значи производството на нешто. Самото производство на нешто. нешто. Иначе тој после не е. Тој не е, ама да стасаш до него, што ти е исто. Исто. Значи пак решение е на Точак. Да. Пак струјата што се произведува, кај не знаеме кај се произведува во Рек. Рек е главниот произведувач на струја за Македонија. Рек користи јаглен, јаглено загадува многу. Знаеме што се случува Битола, знаеме во Новаци, во Могила, во близината на Рек. Што се случува, колкаво е загадувањето. Да појдеме да луѓето ќе си каже, што ги има, че најмногу. Тие и си кажува, само не има... Само нема простор за јавно. Да, не допира многу. Значи рековме, решението е сите на Точак. Така и ќе го спасиме светот. Ќе се потрудиме да го спасиме на Точак светот, точно е. Да ме неврзано за темиве со Точаков,
Вака нешто друго, некој твој области во кој што се интересираш, некој хоби, нешто за тебе што Па, хоби. мислиш дека е интересно да споделиш со нас, пошто еве те запознаваме? Да. Значи, освен како хоби со Точаков, па за сега сум концентриран и фокусиран во тој правец и се трудам се што правам да биде поврзано, да се надополнува едно со друго. И пак да биде темата велосипед. Тука ми е и работата ми е посветена на тоа и вон работните активности, да речем, слободното време го трошам на тоа. Добро, и како и сите дека технологија малце чепкам компјутери, сега почнувам со 3D визуализација, рендерирање и слично на архитектура конкретно. Поврзано со професијава? Да, тоа е малце настрана од темава велосипед. Да можеш проектот 3D да го прикажеш? Да. Материализација на околината. Тоа за многу поуспешно презентирање на идејата. Да. Тоа осети дека ако ќе му објаснуваш на луѓе Купува. Да? Да, купува. Едноставно, кога ќе видиш, кога ќе му го доловиш моментов дека во очи изгледа вака, дека му кажеш две линии дека ова е собата, дека кревето, малце нема луѓето перцепција за перспективата која што е нуди објектов, да речем. Ама ако му покажеш тоа сето во некоја 3D сфера, во 3D простор, одма добива слика, вика ова вака било, а овдека требало да биде повисоко, овдека пониско и така. Интересно е. И сега се насочувам кон тоа малце да се ги подобрам сопствените вештини, за да бидам успешен во работењето. Да. Кога ќе го видиме прилеп во 3D изведба во иднина. Во иднина нема потреба прилеп, можеме се качуваме сега на Точак и го гледаме во живо. Нема потреба во 3D да го гледаме. Така? Да. Даме, фала ти многу. Мило ми беше. Идеја со подкастов е супер. Се надевам дека ќе биде прифатена од јавноста и претходно ми спомна кои се би се гости. Супер е како концепт и се надевам дека ќе имате огромен успех во иднина со наредните ова и со наредните сезони. Фала ти уште еднаш. Да. Овде е крајов на 10-тото гостување и да потенцирам дека јас и ти на подкастов дојдовме на Точак. На Точак, нормално. Така? Да. Фала ти уште еднаш. Уште еднаш. Поздрав. Се гледам.